специјално петочно издание на Дневникот на Канал Плюс. Добро вечер, започнуваме веднаш по најавата. Од 15 декември во оптек се пуштаат парите од 200 и 2000 денари, а се повлекуваат банкнотите од 5000 денари. Одлуката за пуштање во оптек на книжни пари ја усвои Советот на Народна банка на Република Македонија. 41 годишен Штипјанец заврши во клиничката болница откако неговата невенчана сопруга му заби нож во пределот на челото. Расправија мртов маж, пријава за самоубиство и пронајдени 3 чаури во Светиниколско. Да нема непотребни расфрлања и подготвување храна за задушница, апелираат свештениците. Утре се одбележува задушница пред големиот празник Митровден. Народната банка на Република Македонија од 15 декември годинава ќе ги пушти во оптек книжните пари во апоени од 200 и 2000 денари, а истовремено ќе ги и повлече од оптек банкнотите од 5000 денари. Народната банка на Република Македонија информира дека одлуката за издавање книжни пари во апоени од 200 и 2000 денари е произлезена од реално согледаната потреба за ребалансирање на постоечката апоенска структура на книжните пари во оптек. Апоените од 200 и 2000 денари се пуштаат во оптек на 15 декември 2016 година. Советот на Народната банка на Република Македонија ја усвои одлуката за пуштање во оптек на книжни пари во апоени од 200 и 2000 денари. Утврдувањето на апоените на националната валута кои ќе се пуштаат во оптек представува комплексен процес, а особено утврдувањето на вредносната разлика помеѓу две деноминации. Стратегиската одлука за издавање книжни пари во апоени од 200 и 2000 денари произлезе од реално согледаната потреба за ребалансирање на постоечката апоенска структура на книжните пари во оптек. Постоечката апоенска структура на книжните пари кои се во оптек од 8 септември 1996 година до денес нема претрпено промени и воведувањето на овие два нови апоена представува прва промена која се спроведува по период од 20 години. Воведувањето ќе овозможи зголемување на понудата на апоените кои се на располагање при вршење готовински трансакции, а како секундарен ефект се очекува урамнотежување на побарувачката за одредени деноминации. Со цел новите апоени соодветно да се вклучат во системот на готовинското работење и заради непречено одвивање на готовинските трансакции, нивното пуштање во оптек е предвидено за 15 декември 2016 година. Во меѓувреме, временскиот период од пристигнувањето на книжните пари до нивното пуштање во оптек ќе се искористи за едукација и запознавање со основните карактеристики и заштитни елементи на книжните пари, на вработените во банките и другите финансиски институции. Исто така, тоа е време во кое можат да се спроведат и активности за приспособување на софтверските модели на машините за обработка на книжните пари, банкоматите и останатите автоматизирани машини за самопослужување, кои работат со готовина, што ќе овозможи непречена циркулација на новите апоени. Тимчо Муцунски од ВМРО ДПМН вечерва оствари средба со жителите на Берово. Република Македонија заслужува честна политичка понуда која е докажана со многу отчети и реализации, потенцираше Муцунски. Цврсто сме уверени дека евроатланскиот пат е тоа што го заслужува нашата земја. Сите наши проекти се во таа насока, но се бориме за секој проект кој што е од најлокално ниво на најнационално ниво. Работиме силно, уверено за Република Македонија и уверени сме како политичка партија дека граѓаните на оваа земја ќе разберат дека ние штитиме незината унитарност и дека ние заслужуваме 63 пратеници и токму тоа го очекуваме на 11 декември. Денес во Штип се формираат 4 локални акцијски групи во рамки на источниот и југоисточниот плански регион со цел посилно справување на земјоделците и сточарите со климатските промени. Проектот е поддржан од УСАИД. Климатските промени од година во година се повеќе влијаат на земјоделските посеви и сточарството, со цел земјоделците од руралните средини полесно да се прилагаат од новие временски услови и соодветно да ги заштитат своите посеви. Формирани се локални акцијски групи. Проектот во соработка со мрежата за рурален развој
соработува со земјоделскиот факултет и со самите земјоделци, а сега и со локалните акцијски групи, за да се утврдат начини за ублажување на ефектите на климатските промени врз посевите и врз земјоделските култури. Значи се изнаоѓаат начини да се ублажат ефектите од екстремните временски непогоди, како што се високи температури, суши или пак обратно, многу дожд и поплави. Значи, како да се прават опити како да се справат со ефектите од климатските промени. But I'm sure he can give some more examples. За успешно спроведување на стратегиите и мерките за заштита на земјоделските производи, освен локалните акцијски групи, потребна е голема помош и од општините, деловниот и невладиниот сектор. Дел од мерките веќе се представени пред земјоделците и сточарите. Истите може да се користат бидејќи не го оптоваруваат буџетот. Тоа се агротехнички мерки кои што ги превенираат на некој начин сите овие негативни влијанија во сите сектори што ги спомнавте. Значи тоа се сектори кои што се однесуваат на овие високовредностни култури и во градинарството, и во овоштарството, и во сточарството. Во последнава година дури се фокусиравме на работа на заштита на тој топлотен стрес што се јавува кај животните, така да палетата на овие мерки е навистина доста широка. Би спомнал една од тие мерки која што може да се каже дека е поскапа, тоа се тие така наречени UV заштитни мрежи кои што ги користат земјоделците за заштита од град. Во југоисточниот регион во кој влегуваат општините Богдановци, Валандово и Дојран, формирана е локална акцијска група Бојмија, за која покрај земјоделството од голема важност и развојот на туризмот. Спецификата на нашата ЛАК група е сепак оно што е најкарактеристично во микрорегионот, а тоа е земјоделството и туризмот. Двете од стратешките цели кои што се уствари приоритетни во нашата стратегија е развој на модерно земјоделие, модерно земјоделство, како и унапредување на развојот на туризмот. Тие се двете насоки во кои што ќе се фокусираат идните програми и проекти на лагот. Во источниот и југоисточниот регион се формирани 4 локални акцијски групи во кои се опфатени 17 општини од двата региони. Овој проект за адаптација на земјоделството кон климатските промени е поддржан од USAID. За само една недела потрошени скоро сите вакцини против сезонски грип во Кочани и соседните општини. Од заинтересираноста на граѓаните ќе зависи дали ќе се набавуваат нови, истакнуваат од Центарот за јавно здравје Кочани. Голем интерес покажаа граѓаните на Кочани и општините што ги покрива Кочанскиот центар за јавно здравје за вакцините против сезонски грип. За само една недела откако се пристигнати и достапни за граѓаните, во Кочани од 800 потрошени се 660 вакцини. Во Виница се потрошени сите набавени 400 вакцини. Слична е состојбата и со другите градови. Во Делчево од 550 потрошени се 525. Во Пехчево од 200 набавени потрошени се 120. А најмала заинтересираност покажале граѓаните во Бирово, каде што од 350 набавени се потрошиле само 135 вакцини. Димитар Димитров, директор на Центарот за јавно здравје Кочани, истакна дека тие вакцини кои што не се потрошени ќе бидат распределени во градовите каде што има потреба и каде што има заинтересирани граѓани се уште, например како што е Виница. А на прашањето дали ќе се набавуваат нови, Димитров рече дека ќе треба време да се види колкава е заинтересираноста на луѓето, па според тоа и ќе се реагира и ќе се врши набавка на нови вакцини. Инаку, доктор Натка Карамфилова, специјалист епидемиолог во Центарот за јавно здравје Кочани, истакна дека вакцините се доста квалитетни и дека се препорачливи за сите граѓани кои спаѓаат во ризичната група, односно хронично болните лица, лица со кардиоваскуларни болести и сите оние кои што во текот на денот остваруваат контакти со голем број луѓе. Цената на вакцината и годинава остана иста 400 денари и не беше потребно претходно запишување или пријавување во центарот. Заврши изградбата на улиците Пиринска и Ленинова во Македонска Каменица. Асфалтиране се околу 700 метри и улиците се поврзани со улица Индустријска и улица Церска. Изградбата на улиците Пиринска и Ленинова е финансирано од буџетот на општината Македонска Каменица. Заврши изградбата на улиците Пиринска и Ленинова во Македонска Каменица. Асфалтирани се околу 700 метри, а улиците се поврзани со Индустријска и Церска во централното градско подрачје. Улицата Пиринска е со широчина на коловозот од 5,5 метри и тротоари од двете страни, а ширината на коловозот на улицата Ленинова е 3,5 метри.
Изградени се и потпорни ѕидови со вкупна должина од околу 250 метри, атмосферска канализација, а ќе биде поставено и улично осветлување. На изградбата на двете улици работеа фирмите Стоименов Доел од Кочани и Колетранс од Штип, а со реализацијата на овој проект е решен деценискиот проблем со кој се соочуваа жителите на овој дел од Македонска Каменица, истакна градоначалникот Дарко Митевски. Заврши градежните активности за изградба на еден важен инфраструктурен проект кој што е во централното градско подрачје на општина Македонска Каменица, односно улиците Пиринска и Ленинова, кои што представува проблем на граѓаните повеќе од 30-40 години, кој е еден дел од општината каде што имаме стара населба. Ние таму донесовме детален урбанистички план, подготвивме елаборати за експроприација, проектна документација, направивме јавна набавка и целосно се завршени сите фази од изградбата на улици и пристапни патишта во тој дел од општината, поставена атмосферска канализација, изградени потпорни ѕидови, уредени тротоари, коловози од 5,5 метри. Целосно овој дел од општината е сега поврзан со главните сообраќајници во општина Македонска Каменица. Изградбата на улиците Пиринска и Ленинова е финансирана од буџетот на општина Македонска Каменица, а освен на нив, општината работи на изградба на улици и патишта и во селските средини. Паралелно со изградбата на улици во општина Македонска Каменица работиме во селските средини. Веќе се изградени три моста на река Каменичка по движењето до село Саса. Плочистите пропуси кои што ги правевме во селските средини во летниот период веќе се асфалтирани, поставени асфалтен слој на оние места каде што беа изградени такви пропусти. Активно работиме за изградбата на патиштата во селските средини, тоа е во село Саса на Саравска маала, Мечкарска маала. За краток временски период очекуваме да започне асфалтирањето на локалниот пат во село Косевица. Активно се работи на локалните патишта во село Цера и во село Дулица. За општина Македонска Каменица, како што најави градоначалникот Митевски, градежната сезона се уште не е завршена. Има уште неколку проекти кои што треба да бидат реализирани, а согласно динамиката, дел од овие проекти ќе бидат започнати со започнувањето на следната градежна сезона. Се финализира комплетирањето на системот за водоснабдување во Виничкото Грлани. Според најавите од јавното комунално предпријатие Солидарност, жителите за 10 дена треба да се приклучат на новата цистерна со која се гарантира квалитетот на водата. Жителите на село Грлани во наредните неколку децении не би требало да имаат проблеми со водата за пиење, пред се со квалитетот, но и со континуитетот во снабдувањето. Летните сушни периоди и проблемите со водоснабдувањето веќе би требало да бидат надминати. Се финализира вклучувањето на цистерната со капацитет од 55 метри кубни. Новиот резервар, кој е од полиестер, е набавен од Република Словенија, гарантира чиста и квалитетна вода за пиење, така да жителите на ова населено место не треба да стравуваат за квалитетот на водата за пиење. Ние како јавно предпријатие кој ќе преземеме врската за редовно снабдување на село Грлани, нормално дека редовно ќе контролираме водата во цистерната и во целиот водоводен систем. Ќе се стават дозир пумпи да се хлорира водата, постојано да имаме хлорирање на водата и се разбира постојано ќе земаме урници да го проверуваме квалитетот на водата за пиење. Денеска јавното предпријатие Солидарност Виница започна со изградба на сувата комора во резерварот во населеното место Грлани. Во текот на летниот период општина Виница прво се изврши реконструкција на водоводната мрежа во 3 маали во населеното место Грлани. Потоа општината набави цистерна резервар за чување на питка вода кој има капацитет од 55 метри кубни. И деновиве започнуваме со работа со изградба на сувата комора кај што ќе бидат сместени вентилите за да можеме да оставиме во функција резерварот. За отприлика една недела ќе завршат сите градежни работи и во наредните 10 дена жителите на село Грлани може да очекуваат да го ставиме во функција новиот водоводен систем кој што е целосно реконструиран со нов резервар и со тоа ќе им бидат решени сите проблеми кои што ги имаа во текот на летните периоди кога имаше недостаток на вода за пиење. Оваа инвестиција се однесува за околу 150 жители на неколку мали од населеното место Грлани. Преземањето на водоводите се уште не е комплетно завршено, вели Спасовски, бидејќи секој чекор е дополнителна инвестиција и товар на општинскиот буџет, а бројот на активни водокорисници во рицко-планинските населени места е се помал.
По завршувањето на комплетно на сите работи, ставање во функција на новиот реконструиран водовод во село Грлани, ќе го преземе стопанисувањето со овој водоводен систем и со тоа ќе ги заокружиме скоро сите населени места во северниот дел на општина Виница. Стопанисуваме со водоводите во населените места Пеклани, Драгобраште, Трсино и Калиманци и ќе продолжиме со Грлани и не останува малото Трстија и селото Крушево кое ќе го преземеме во наредниот период бидејќи при крај изградбата на филтер станицата во селото Крушево. Во малата во село Грдляни се пребројуваат 150 луѓе чија основна дејност е сточарството, претежно луѓе во 5-та и 6-та деценија од животот, додека новокомпонираните млади брачни двојки се повеќе се редуцираат или се иселуваат во градот или заминуваат надвор од државата. Крвава ноќ во Штип, 41 годишен штипјанец заврши во клиничката болница, откако неговата 45 годишна невенчана сопруга му заби кујнски нож во пределот на челото. Расправија мртов маж, пријава за самоубиство и пронајдени 3 чаури, што всушност се случувало вчера попладне во Светиниколското село Богословец, полицијата доправа ќе открива. Следува крими билтенот на СВР Штип. За Штипјанец и Светиниколчанец вчерашниот ден бил несреќен. Штипјанецот завршил со тешка телесна повреда, а Светиниколчанецот со прострелна рана пронајден е мртов во семејната куќа. На несреќениот случај во Штип му претходела семејна расправија, пошто невенчаната сопруга со тврд предмет му нанесла сериозна повреда на главата. Повредениот бил пренесен во Штипската клиничка болница, каде веднаш му ја санирале повредата и му ги направиле неопходните снимања, пошто лекарите констатирале дека нема оштетување на мозокот. Пациентот се наоѓа вон животна опасност и е пуштен на домашно лекување. Ноќеска во 2 часот по полноќ во семејната куќа на улица Косовска во Штип настанала расправија помеѓу 41 годишен жител и неговата невенчана сопруга 45 годишна жителка од Штип. Во еден момент сопругата со нож му нанела тешка телесна повреда во пределот на челото на незиниот сопруг. Повредата е констатирана во клиничката болница во Штип и истиот е пуштен на домашно лекување. Се работи на целосно комплетирање и документирање на кривично-правниот настан. Семејна расправа исто така била причина за немилиот настан во Светиниколското село Богословец, каде 78 годишниот ФК е продајен мртов со прострелна рана во главата. Истрагата за овој настан се уште во тек. Заради расветлување на настанот по налог на јавниот обвинител, ЛК и МС се лишени од слобода и задржани во полициската станица Свети Николе. Вчера во 17 часот и 30 минути во полициската станица во Свети Николе 68 годишна жена од село Богословец Светиниколско пријавила дека во семејниот дом во дневната соба го пронашла починат незиниот 78 годишен сопруг со прострелна рана во пределот на главата. Заради расчистување на настанот, од слобода се лишени сопругата и незината 89 годишна мајка и се работи на целосно комплетирање и документирање на настанот. Минути за образование. 3 златни и 1 сребрен медал освоија беровските средношколци како дел од учеството на меѓународниот натпревар Математика без граници. За Беровската гимназија ова е одличен успех, имајќи предвид дека претходно ученик при гимназијата Ацо Русковски освои бронзен медал на Интернационалната олимпијада по геометрија. Претходно освоениот бронзен медал од Интернационалната олимпијада по геометрија која се одржа во Иран, уште еднаш го потврди фактот дека математиката е еден од најсилните адути на учениците од Општинското средно училиште Ацо Русковски од Берово. Она што тогаш го освои ученикот Милан Тасевски го продолжи неговите сокласници кои во рамки на есенскиот квартал од надпреварот Математика без граници, кој се одржа во Стара Загора, Република Бугарија, повторно го обелија образот на Беровската гимназија, враќајќи се со 3 златни и 1 сребрен медал. Учествуваат 4 ученици, од кои 3 добија златни медали, а еден ученик доби сребрен медал, кој представува еден огромен успех за нашето училиште, нашата општина. Успесите на беровските гимназијалци уште еднаш докажаа дека кај нив преовладуваат знаењата за природните науки пред останатите предмети. Учествуваат во додатни консултативни настави по математика и од тоа
работиме за надпревари, олимпијади, имаме успех. Мојот омилен предмет во училиштето се разбира е математиката и учествувам на надпревари по математика уште од 5-то одделение. Задачите кои што беа на надпреварот според моје мислење не беа многу тешки како за ваков надпревар. Имаше тројца ученици што беа пред мене кои освоија златен медал, но сепак тоа не значи дека аз нема да продолжам да се надпреварувам. Секоја година се среќаваме со истите надпреварувачи, веќе имаме некои познавања за нивните квалитети и тоа колку може да се протиставиме на нив. Не значи дека тука ги изоставуваме и општествените науки, даваме комплетна подршка за учениците по основ на учество на надпреварите, сите тие финансиски трошоци кои што се бараат од нив за време на надпреварите, ние како училиште ги обезбедуваме. Инаку четвртиот меѓународен надпревар математика без граници се одржува за ученици од 8 до 18 годишна возраст. Следната зимска рунда ќе заврши на 7 февруари наредната година, додека финалето ќе се одржи во градот Несебар од 30 јуни до 2 јули 2017 година. По традиција, пред и по Митровден штипјани се снабдуваат со традиционалните градинарски производи без кои не може да се замисли зимата. Зилката и празот, кои денес на градскиот пазар ги имаше доволно, се продаваа по цени кои не се променети со години. Денешниот пазарен ден во знакот на зголемената понуда на традиционалните градинарски производи кои се најзастапени во зимското меника и повеќето од нас. Прас и зелка имаше на повеќе места. Празот се продаваше по цена од 150 денари за врзоп, а селката по 15 денари за килограм. Се нудеше секаква зелка со различен квалитет, но не секоја е добра за саламурење. Зелката од Владевци, струмичко. Зелка за зимница, екстра. Сорта домашна семета. Домашно наше сема, ние си го произведуваме. Сее се и за зимница. На? Здрава зелка и по-добро од таа не може да биде за зимница. А? Добрата зелка. Добрата зелка не треба да биде скроз тврда, да бидејќи втората зелка е од зимските сорти на зелка. Гонета. А иначе таа треба да биде помека, округла, убава зелка, формат има се и затоа купувачите треба да гледаат на тоа. Празот пакуван во врзо по 30 парчиња со години се продава по иста цена. Многумина од граѓаните почнаа уште денес да се снабдуваат со овој градинарски производ. Квалитетен ми е празот. Квалитетен, убав прас имате, да. Кревок, да. Да. Убав кревок прас. Да. Убав е прас. Да го продаат. Колку донесовте денес? Околу 6 снопчина. Уште 10 имам. Ки отиде. Тоа што убаво оде. Инаку и денеска на пазарот можеше да се набават и останатите градинарски и овошни производи кои се продаваа по цени слични на минатиот пазарен ден. Да нема непотребни помпезни расфрлања и подготвување храна за задушница, апелираат свештениците кои на ден пред задушница подсетуваат и советуваат дека покојните немаат потреба од храна и затоа потребно е да се даде храна на сиромашни луѓе, а за покојните да се упатуваат само молитви. Утре се одбележува задушница пред големиот празник Митровден. На задушница да се носи само лепче, пченица, црвено вино и свеки. Доколку се носи храна, тоа да биде скромно и истата да биде раздадена на сиромашни. Со ваков апел излегоа свештениците на ден пред задушница, раководени од искуството дека луѓето со изговорот да се најде пред покојниот, носат големи количини на храна на гробовите и прават помпезни настани од самата задушница. Покојните имаат потреба само од молитви, велат свештениците. Здраворазумно и самото христијанство учи дека покојните немаат потреба од храна, а знаеме дека нели на овие денови изобилно се носи храна по гробовите се раздава. Апелираме таквото раздавање доколку се прави кој што е нели практика во православната црква, но не да се дава на оние што имаат, туку треба по правило да се дава на оние луѓе кои што се нели економски слаби, кои што не можат да си дозволат. Покојниот веќе нели закопан, нема апсолутно никаква потреба од ништо телесно, туку покојните, односно душата на покојниот има потреба единствено само од молитвата од живата црква.
Свештениците појаснуваат зошто задушница се слави пред Митровден. Имено, историјата сведочи дека во 1380 година, кога руските племиња извојуваат победа над татарите, било побарано од самите војници во неколку манастири на неколку игумени да направат панихида за оние војници кои што ги положи своите животи за одбрана на татковината. И таа практика продолжила наредните години саботата пред Митровден. На задушница пред големиот празник Митровден луѓето ги посетуваат вечните живеалништа на покојните, каде што заедно со свештениците и луѓето упатуваат молитви за починатите. Земјотрес со интензитет од 5,3 степени според Рихтеровата скала го погоди денеска северниот дел на Албанија, соопшти Републичкиот сеизмолошки завод на Србија. Потресот е регистриран во 5 часот изутринава. Епицентарот се наоѓал во градот Решен, во областа Лежа, на длабочина од 10 км под површината на земјата. За сега нема информации за повредени лица и причинета материјална штета. Агенцијата за бегалци на Обединетите нации соопшти дека најмалку 240 луѓе се верува дека се удавиле во 2 потонати брода на крајбрежјето на Либија. Портпаролот на УНХЦР во Италија, Шарлота Сами, изјави дека лицата кои преживеале и кои пристигнале на островот Лампедуза соопштиле дека нивните чамци се превртеле додека пловеле по морето. Според нив, најмалку 240 лица исчезнале во несреќата, најголем дел од патниците биле од субсахарска Африка. Инаку повеќе од 4200 мигранти загинаа додека патуваа низ Средоземното море годинава, според податоците на Меѓународната организација за миграција. Соединетите Американски држави оваа зима во Европа ќе распоредат околу 6000 војници, јави ТАСС, повикувајќи се на представници во Пентагон. Дополнителната оклопна тенковска бригада, која ќе биде испратена во Европа, се состои од 4000 лица. Станува збор за третата оклопна тенковска бригада од 4-та пешадиска дивизија, стационирана во сојузната американска држава Колорадо. САД ќе распоредат во Европа уште 1750 војници од 10-та авијациска бригада од 10-та планинска дивизија. Министерот за одбрана на САД Ештон Картер претходно изјави дека дополнителната оклопна тенковска бригада ќе пристигне во Европа од Колорадо во февруари. Утре во рамките од 13-тото првенствено коло во првата македонска фудбалска лига, Штипска брегалница на стадионот Никола Мантов во Коченик ги одмери силите со лидерот на табелата Вардар. Во моментот Штипската екипа е на последната позиција со освоени 8 бода, а турскиот тренер веќе си замина од клубот. За сега не се знае кој ќе ја води екипата. Во моментов како шеф на стручен штаб се води Здравко Цветановски. Останатите надпревари кои ќе се одиграат утре во рамките на 13-тото коло: Македонија Ѓорче Петров, Силекс, Победа Шкендија, Работнички Пелистер и Ренова Шкупи. По трет пат во Штип ќе се одржи ултрамаратонската трка Струмина Трейл и оваа година стартот на маратонот ќе биде од средното општинско училиште Јане Сандански, а патеката ќе биде долга 18 километри. Попатно ќе има еден окрепен пункт, односно на 9-тиот километар кај селото Липовдол, а се поминува и покрај Три чешми, и тоа на вториот, на 7-тиот и на 17-тиот километар. Привувањето за учество на маратонот е започнато уште во месец октомври, а ќе трае до 10 ноември и на него може да се пријават надпреварувачи во сите возрастни категории. Минатата година на ултрамаратонската трка имаше над 100 кандидати од цела Македонија и регионот, а за оваа година се очекува оваа бројка да се зголеми. Инаку на второто издание на Струмина Трейл, патеката беше истрчена за 1 час, 35 минути и 58 секунди, а првото место му припадна на Маријан Бонев. Оваа година третото издание на Струмина Трейл ќе се одржи на 20 ноември. Ова беа сите предвидени содржини за дневникот во 20 часот. Довидување до 23:30.